Бербата на винското грозје во тиквешијата е во полнек. Годинашната реколта е со висок квалитет и очекувањата се дека родот ќе тежи околу 100 милиони килограми. Според ресорниот министер Цветан Трипуновски, годинава е постигната рекордна цена за двете најзастапени вински сорти на грозје, или 21,3 денари за килограм вранец и 18,9 денари за килограм смедеревка. Согласно законот за вино ги има запазено сите законски обврски и потребни активности да истакне производната, односно откупната цена која што треба да биде зголемена за 25%. Откупот на винското грозје ќе заврши во најдобар ред. Имаме рекордно највисоки цени, така ќе продолжиме и во наредниот период. Иако поголемиот дел од лозарите се задоволни од новините, сепак тие укажуваат и на фактот дека во иднина мора сериозно да се работи на задолжително формирање на производната цена, а не само на откупната, бидејќи како што велат, сега и вака не можат во целост да си ги покријат производните трошоци. Дека лозарството е стратешка, но и екзистенцијална гранка во тиквешијата, своевиден доказ е и отворањето на Винскиот музеј, кој годинава во пресрет на гроздоберот го слави својот 5-ти роден ден. Денес сме собрани заедно да одбележиме 3 исклучителни јубилеи кои зборуваат за традицијата, истрајноста и богатството на нашиот регион. Пред се, со огромна чест го прославуваме 5-годишниот јубилеј на Винскиот музеј за регион Тиквешка Вадарци, кој за овој краток, но плоден период успеа да стане место на кое се чува и пренесува долгата винска традиција на нашата земја. И дека токму преку вакви настани се гради нашата заедничка културна меморија. Во тиквешијата, според податоците од Министерството за земјоделство, над 180 лозари имаат земјоделски стопанства со минимум од 0,2 хектари одржувана површина со лозови насади. За 2024 година тие годинава добија околу 13 милиони денари субвенции за одржување на насадите, а за лани исплатени се и 315 милиони денари субвенции за предадено грозје на 11.689 лозари. Лозарите се корисници и на мерката зелена нафта. Инаку денеска во Кавадарци започна и традиционалната 3-дневна фестивалска фешта на грозјето и виното, популарниот Тиквешки гроздобер 2025, кој ќе изобилува со богата културно-забавна и музичка програма.